Добро дојдовте назад, почитувани гледачи. Нели должам еве да објаснување од интервјуто со Зоран Кесиќ до гледачот нели кој што ме прозваше мене, па многу добро знам нели каде се наоѓа местото Лабуништа, дури го поправив нели Кесиќ дека не се вика Лабруништа како што спомена тој. Меѓутоа моето нели не се слушаше затоа што микрофонот беше насочен кон него. Едно прибаво место кое што го имам посетено и секако нели иако ние младите нели велите дека сме повеќе по технологијата, но сепак отиме и ги шетаме убавините на нашата прекрасна земја Македонија. Особено нели ги сакам така поубавите села кои што се наоѓаат во Македонија, така што многу добро знам каде се наоѓа нели селото Лабуништа и целиот тој преубав крај Охридско-Струшки, Дебарски. Продолжуваме ние нели со гостите кои што ги најавивме на самиот почеток од емисијата. Од 1987 година, токму минатата 2022 година, во Соединетите Американски држави за прв пат биле продадени повеќе грамофонски плочи отколку CD-ња. Навистина еден интересен податок кој што се однесува за Соединетите Американски држави, некако кај нас во Македонија па и на Балканот сите повеќе сакаме нели бесплатно да ја добиеме музиката. За жал што тоа и тоа како нели не е добро за изведувачите, за музичарите и за сите оние кои што нели работат, односно гледаат да си направат нели супер убави песни кои што нели некој подоцна ќе плати за тоа за да ги слуша. Некако во последно време сите се научивме поради новата модерната технологија и современата технологија да стримаме музика, односно да слушаме бесплатно музика благодарение на YouTube каналот каде што буквално се ни е овозможено и се ни е достапно бесплатно. Токму оваа најава е за мојот прв гостин за денеска, со кој што ќе разговараме за грамофонските плочи. Да, верувам дека многу од вас се љубители на грамофонски плочи, дека ќе се навратите на години наназад каде што буквално единствен извор нели за слушање на музика беше грамофонот и грамофонските плочи. Токму човекот со потекло од Тетово, односно од роден крај Тетово и таму каде што живее, пејачот Драгиша Аврамовски е наш денешен гостин кој што неодамна ја издаде токму и грамофонската плоча. Драгиша, најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро и добре дојдовте во Добро утро секое утро. Така, нека е за убаво и нека е добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. И чест ми е и задоволство што ова утро сум тука поканет на гости кај вас, што ова мое издание ќе биде промовирано и имате голема привилегија да се види на вашиот телевизиски канал и етер што денеска оди во нашава држава. И навистина ми е прекрасно задоволство што граѓаните на Скопје и пошироко ќе го видат и ќе донесат своја цела одлука и оценка. Македонија, па и сега да не гледаат и во диаспората, мора да се пофалиме затоа што имаме гледачи нели кои што често ни пишуваат, но и ни се јавуваат во контактните емисии токму од диаспората, од местото каде што тие се одлучиле нели да живеат. Многу сум среќна, морам да признам, затоа што после долги години јас во рацете држам грамофонска плоча. Како идејата ви дојде за да создадете токму грамофонска плоча во едно време каде што сега буквално се поврзано со модерно, со нова технологија, а вие се навраќате пред, да речам, повеќе и од 40 години наназад? Да. Па идејата ми дојде да снимам и да направам плоча, така да се бавам со музика уште од многу пораните детски години, така што почнав прво да бидам член во културно-уметнички друштва. Од тамо добро се покажав и потоа добро котирав со играта, потоа стигнав и до главен кореограф, од каде што тамо потоа спремав деца, па потоа почнав и да пеам. И со текот на времето како што работев со музиката, почнав да купувам касети, плочи и ми оставија добар трак и добар впечаток уште од тоа време кој што љубоморно ги чувам во мојата фонотека дома. Така да до ден денеска плочата мислам дека остави еден свој добар трак и белег кој што го зачува својот
афинитет и звук уште од тоа време, така да и денеска кога ги слушам, мислам дека слушам еден оркестар како да е пред мене во мојот дом. И со текот на годините и времето почнав да снимам и да стварам песни. Гледам ми се понудуваја некои автори, добри, со текст. Меѓутоа, љубоморно ги одбирав и се одлучив да снимам песна по песна и да ги соберам. И реков, ако направам некогаш нешто и ако снимам, тоа ќе биде ставено на носач на звук на една LP грамофонска плоча. Така да мојот сон се оствари и многу сум горд и среќен што тоа издание стои во рацете кај вас. Да, навистина честитки затоа што и тоа како голема работа е буквално во денешно време да се земе храброст пред се, па подоцна и да се работи на тоа да се издаде грамофонска плоча. Драгиша, колку ви беше тешко, напорно и со какви предизвици се соочивте додека го подготвувавте снимањето на грамофонската плоча, па и нејзиното издавање? Па, вака пред секоја некоја работа мора да се има поддршка од некои своите пријатели, другари или од домашните. Во овој проект што денеска го имате кај вас, како што напоменав, голема поддршка ми даде мојот другар, кој што вреди да го споменам, Далибор Стаменковиќ. Тоа се фотографиите што се на плочата, ги има изработено он и голема чест и благодарност на големата поддршка. А сето тоа убаво спаковано да биде и дизајнирано е од господинот Дејан Величковиќ. Да, така, што себе можат да слушнат сите оние кои што и веќе си ја купат, грамофонската плоча? Верувам дека сите оние љубители, колекционери на грамофонска плоча ќе бидат среќни и ќе побрзаат за да си ја набават плочата и да ја имаат во нивната колекција. Овде можам да забележам дека имате 9 песни на плочата. Што се може да се слушне на неја? Па на неја може да се слушнат ново создадени македонски песни, како и песни што се посветени на градот Тетово. Еве, поготово би ја спомнал од Астрана првата песна, мислам дека е Стари спомени, кој што самиот наслов кажува дека се работи за едни стари спомени, прекриени и искаени во нашиот град Тетово, каде што самиот текст го опишува градот Тетово, Балтепе, Два Бреста, момите каде што шетале и корзото каде што почнувало од горе, па потоа со текот на времињата и се ширело во центарот на градот. Потоа тука би ја издвоил и песната Каде има таква убавина, која што текстот го има изработено Лазар Саровски, Марта, голем поздрав и за него, доколку не следи, сигурно е пред екранот на Алфа телевизија, каде што тука се спомнува Трпана, Ѓорушица, Магда и Епса Димушева. Таа е песна изведена на Лешочкиот фолк фест, каде што беше убаво одиграна, имаше и своја сценска кореографија на 4 девојчиња, што јас ги отпеав и како Трпана, Епса, Магде, Димушева, искочија со тетовска градска носија. Така беше убаво етно изведено, кој што за тој аранжман и добро го стегна музички, што се вели, тоа беше господинот Тодор Трајчевски, кој што не е повеќе меѓу нас, и големо задоволство ми е што сум имал соработка со таков голем уметник кој што има работено за доста наши музички звезди. Да, имате настапувано и на неколку фестивали, особено чест гостин сте на Лешочкиот фолк фестивал. Да. Со кого се имате соработувано досега низ вашето долгогодишно творештво? Да. Па имам соработувано со доста музички имиња, како и доста познати автори. Така да би ја одбрал тука, би ја издвоил како автор Милка Радовска, која и она за жал пред неколку месеци не напушти од овој свет, што навистина имав доста големи планови и некои почетоци за нова песна, за еден добар дует да направам со една исто голема звезда,
наша македонска. Она ми има напишано исто тука песна за Ѓоко, кој што и таа песна напишана за еден наш сограѓанин уште за време на конфликтот, што беше пред неколку години, за тоа сега нема да зборуваме, но меѓутоа другарите побараа од мене да нешто се сними и се стави трак и белег кој што ќе оди на овој запис, трајно кој што ќе остане за сите поколение и идните генерации. Тука го спомнав и Тодор Трајчевски, Лазар Саровски, Бубе и така натаму. Така, голем дел од вашето творештво и од вашите песни нели се поврзани за родниот крај, за тетово. Што друго вам ве исполнува, односно што друго ве вака ви лежи за да пеете покрај тоа што сакате да го возвишувате нели родниот крај тетово? Да. Па секогаш јас тамо сум растел, тамо сум ја почнал својата кариера. Напоменав како играорец, значи, како кореограф, сега како пеач, како естраден уметник и така да мислам дека мојот крај тоа и го заслужува. Тука и песната за Теарце, ете убаво прашање на место што стои, таа песна е многу убава. Тука е отпеано едно големо другарство и пријателство кој што за нашиот верски празник 28 август во селото Теарце има едно место кое што се вика Ќелија, кај што првиот ден одат мажите, а утре дента жените. И така да тоа е отпеано во ова LP плоча, каде што се спомнува и Кирил Пејчиновиќ. Јас во интерес на времето, вие кажавте дека денеска тоа ќе биде промоција на ова LP плоча, но се надевам дека ќе бидам и друг пат гостин, па и нешто и ќе отпееме од овие песни што ги напомнав. Нека биде љубоморно чувано до сите гледачи и така да секако нели во некој од следните изданија ќе имате можност да слушнете и да нели гледачите нели и да видат она што вие го работите. Верувам дека голем дел нели ве познаваат, особено оние кои што се од вашиот роден крај од Тетово, затоа што често нели и настапувате на овие фестивали, па така што еве сега во продолжение ќе имаат гледачите нели можност да слушнат и да видат нешто од вас. Да ја слушнеме и песната посветена за Ѓоко во изведба нели на Драгиша Абрамовски, токму од пред 5-6 години на Лешочкиот фолк фестивал. Драгиша, навистина болна песна и со право нели рековте дека нели не толку често веќе ја изведувате на веселби, навистина тажна, но вистинита песна која што нели секако се наоѓа на вашата грамофонска плоча. Кадам ќе можат да си ја најдат еве љубителите, односно да си ја набават и да си ја купат сите оние колекционери на грамофонски плочи, па и оние кои што нели сакаат да ја слушаат вашата музика. Навистина има овде ни прекрасни песни кои што треба да се слушаат во ваков звук, како што велите вие, буквално како да свири цел оркестар. Да. Токму така, ова беше песната за Ѓоко, како што напоменавте. На Лешочкиот фолкфест имам уште 2 песни настапувано со мојот бенд, кој што и оваа прилика ја користам да ги поздравам што се пред екранот. Тоа се моите драги колеги Иве и Аце, кои што имам исто така настапувано на доста фестивали. Иначе ова грамофонска плоча може да се купи и најде со оглед на тоа што сега е искочена, значи пред 2 недели. Преговорите ќе бидат во Југотон, во градскиот трговски центар, како и во Хартија Комерц Тетово кај нас. Мора нели во Тетово да биде достапна? Нормално. Имам извадено и неколку цедиња, така да тие цедиња ќе одат со почит посветени на мои драги пријатели, соработници, на медиуми и така слично. И оваа прилика ја користам уште еднаш да ги поздравам и колегите, каде што моето стално работно место е во Центарот за јавно здравје Тетово, како и
гостивар. Да, ми споменавте дека работите како лаборант, нели? Да. Дали некојаш им потпевнувате на луѓето додека им земате крв? Па да, секогаш... На оние кои што има страв, веројатно. Да, секогаш велат, во какви раце вика сме паднале, каде што песната вика се пее и работата вика е лесна. Нема да осетиме никаква болка, да, викам секако. Да, навистина имате добра комбинација нели на двете професии. Да. Јас ви посакувам во иднина да имате уште многу нели успешни песни, успешни соработки и секако да ве гледаме нели почесто во Добро утро секое утро. Благодарам на поканата уште еднаш, само би ја спомнал и специјалната гостинка на оваа плоча. Тоа е доаенот на македонската народна песна, господјата Захаринка Милосавлевиќ, со почит кон неа, така да идејата ми падна да направам исто и да отпеем еден заеднички дует. Тоа е песната Низ двори се шета мома Катерина. Како што напоменав, ова нема да биде прво мое гостување, рековте и вие, така да во некоја наредна музичка емисија ќе промовираме и доста песни. Да, ќе можеме нели да ве слушнеме и тука нели како ни пеете. Поздрав ева и до господјата Захаринка. Честитки уште еднаш за плочата.